Почитувам председателе, благодарам што ја воедначивте праксата. Не се секирете, нема да барам пауза. Процедуралното ми е под член 205, председателе. Под член 205. Вели, собранието може да претресува анализи, извештаи, информации и други материјали што се доставени од владата и од други овластени предлагачи, во случајов тоа се пратениците. Собранието може да претресува информации доставени од влада до пратеник по негово барање доколку пратеникот тоа го предложи и претресот по материјалите по правило завршува со донесување на заклучок. Сакам да известам јавноста дека во текот на месец август, поточно на 7 август 2025 година, до вас како председател, јас како овластен предлагач имам доставено информација. Информацијата гласи: информација за добиена представка од родителите во врска со трагичниот настан во Кочани од 16 март 2025 година. Тоа е на неколку страни, во меѓувреме е преведена и самата представка и доставена. Направив мало истражување за да видиме како вообичаено во претходниот мандат се постапувало по вакви информации, кога Талјат Џафери беше председател, а ДПМН беше заедно со нас опозиција. Еве ви информација за состојбите со информација за состојбите со лозаро-преработувачкиот сектор од пратеници, доставена на 28 септември 2020, се нашла на дневен ред на 30 септември, значи за 2 дена Талјат Џафери информација на тогашната опозиција ја ставил на дневен ред. Следна, да видиме следна, информација за состојба на тутун од реколта 2020-2021. Поднесен, еве ги тука, некои се во втор мандат, Бојан, Благица, Бране, сите. Информацијава е доставена на 25.12 до собранието, за на 28.12, значи за 3-4 дена, веднаш да се најде на пленарна седница. Вакви има многу. Информација за нацрт концепција за основно образование. Информација во врска со актуелни состојби во здравство за коронавирус. Информација за Преспанско езеро. Информација за Охридски регион, информација за состојба во судски совет, еве ги тука се истиве, Ели Панова, сите, Љупчо Пренџов, Игор Здравковски, сите наведени. Мојабетот ми е зошто за мојава информација се чека, еве го 5-ти месец тера, ниту е проследена до пратеници, ниту јавност е запознаена, ниту ја има на Е-парламент, ниту ми е вратена на доработка. Па сакам да прашам, бидејќи не е тука генералната, имате некои заеднички навики да ги криете нашите представки, дали ќе се постапи по оваа информација која што имам доставено како овластен предлагач. Ви благодарам.